Благодарам подпредседателя на Собранието, почитуван премиер, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници. Денеска искористам да поставам три пратенички прашања. Едно е од ресорот транспорт и връзки, едно е од земеделство, шумарство и водостопанство и животна средина и просторно планирање. Но пред да ги поставам прашањата, би сакал да подсетам и вчера кажав, не бев удостоен уште во јануари месец, поднесов три пратенички прашања, меѓутоа дали таква беше навиката на претходниот министер Љупчо Николовски или се случи тој ден да не биде тука, бидејќи не му беа поставени прашањата, побарав, бидејќи не беше тука да ми одговори, да бидат тие во писмена форма одговори. Јас до ден денес, крај на јуни месец сме, ги немам добиено тие пратенички прашања, се надам дека новите министри и владата ќе го промени тој однос што беше до сега, барем сметам можеби према мене. Во однос на прашањата, тоа би било првото прашање до господин Цугаревски за автопатот Штип на Ладиновци. Апсолвирана тема, видено веќе, патот се направи, луѓето се задоволни, пат и проект кој го започна владата на ВМРО ДПМН, меѓутоа го продолжиште, вие заврши. Сега не знам колку сте информирани, дали сте информирани, во однос на тој пат има многу слабости. Сакам да не информирам и ќе го поставам конечното прашање, бидејќи на самиот лес на патот имаме, мислам дека некои слабости треба да се коригират. На влезот, кога почнува автопатот од населбата Три Чешми. Патот од Три Чешми кон Врсаково не е завршен. Во тој дел тука имаме една водоцевка, која ги напојува всушност со техничка вода на селбите Кривидол, Три Чешми и Железничка, е оштетена, не е направена. Значи, таму има сериозен проблем и жителите не можат да си ги наводнуват своите гради. Понатаму следува мостот кај Кадрифаково. Значи, тоа е еден дел каде што буквално ги одсечува населеното место Кадрифаково со Ерџелија. Исто таков случај, мислам дека има уште една клучка и еден надвозник во близината на Свети Николе и се појавуваат уште неколку проблеми, а тоа е заштитната ограда. Заштитната ограда од почетокот на Штип, значи некаде тамо до Кадрифаково, до клучката кога се движи патот према Велес и Свети Николе, можеби на 20 места имаме прекин на заштитната ограда. Тоа е сериозен проблем. И доколку тоа не се реши, може да предизвика големи проблеми. Тука има сведок сум, патувам секој ден, се случува да постојано минуваат, претрчуваат кучиња, лисици и така натаму. Тука има уште еден дел надвор од овој автопатот, тоа е патот, регионалниот пат што се гради према Кочани, и тука имаш оштетување на цевката, се санира, така да имаме сериозен проблем. Во тоа ќе поразговарам и со министерот за земјоделие, водостопанство и шумарство, бидејќи и таму се направи, знаете дека имаше реакција на населението од Балван и Крупиште, а сега е екот кога се наводнува Луцерката и Лозјето и така, и сите земјоделски површини се неопходна таа вода, така да во однос на тоа е моето следно прашање кон вас. Дали знаете дека има вакви проблеми? Дали имате намера да ги дозавршите и доколку можете да проектирате сега во моментов рок, би сакал да слушнам, бидејќи таму стварно има сериозни проблеми. Да ве замолам колку може тоа побрзо да се регулира. Во однос на второто прашање за министерот за земјоделство, водостопанство и шумарство, му честитам изборот, посакувам успешна работа, тежок е ресор. Претходниот шеф негов му остави сериозна тешка работа, катастрофална е состојбата, јас така ја ценам. И сум малку земјоделец, секојдневно се соочувам и сум на терен, ги гледам луѓето како ги надминуваат сите тие проблеми, како се борат. Во однос на тоа би сакал да ви кажам, вие бевте ръководител во еден сектор, имавте еден проект за млади земјоделци. 2018 година тој не ви е завршен, пробиен е рокот, 1000 луѓе аплицирале, 1000 луѓе очекуваат дека ќе добијат нешто, меѓутоа според апликациите, оно што го имате поставено, не верувам дека повеќе од 100 би биле опфатени. Во нашиот период имаше средства од 600.000 евра кои што се дава, а сега имате конкретна ситуација каде го усмерувате кон добиток или кон одредени земјоделски површини да се насади. Така да сметаме дека ова е направена грешка. Меѓутоа, исто така да ве подсетам дека во однос на водоснабдувањето има сериозни проблеми и прекини. Ќе ве молам да го видите тој дел, да го посетите, Врсаково на тој дел, Трогерци, Балван, Крупиште, Кочанското поле, Свети Николи имаме проблем.
Таму и преска колешката го спомна, дел од луѓето кои беа по договор повеќе имат проблем, не можат да работат, така да тоа е сериозна работа. Ве молам итно, бидејќи сум од Штип и по барење на гарганите, да се направи тоа. Меѓутоа има една работа во однос на ова, а тоа е шумарството. Знаете дека сега интензивно се снабдуваат луѓето со дрва за грејење, дел го прават преку пензионерски здруженија, преку трудови здруженија, преку не знам какви здруженија, така натаму. Имам сериозни информации дека има таму сериозна злоупотреба. Стопирана е доставата на дрв. Ќе ви кажам толку, доколку сакате и после ќе поразговараме. Има сериозен проблем, информација од луѓе од здруженија кои ме информираат дека имат проблем. Се работи за луѓе, возрастни, па и било кој да е. Сега е моментот, јули, август, да се заврши. Кога ќе фатат дождовите во септември, ќе речеме пак не фатило проблемот. Така да, прашањето е, дали сте информирани за ова состојба дека има проблем и не се носат дрвата, доколку имате информација дали ќе преземете нешто или доколку немате во некоја следна фаза да бидам во однос на тоа информиран. Сериозна е работата, значи таму сериозни индици и се плашам дека таму малку има и злоупотреба од одредени високи службеници на Министерството, односно на Јавното претпријатие за македонски шуми. Тоа се градови од околината на Штип и мислам дека во тој дел треба да преземете, ќе ве молам доколку имате некоја информација, сега во момент да ми одговорите. Во однос на третото прашање за во делот на Министерството за животна средина, би спомнал една работа. Имаше една кампања за подобра животна средина, не игнорирај, реагирај. Сега вака, тоа е испитување направено од научна лабораторија која многу такви ги обезбеди владата на ВМРО ДПМН во рамките на Универзитетот Гоце Делчев и имаше едно испитување. Затоа предупредувавме, за ова што ви го зборувам, предупредувавме многу порано и интервениравме во буџетот. И амандмански тие амандмани не се прифатили. И ви кажам зашто се работи. Во градинките, училниците и училиштите спортски сали во Штип и во Скопје има поголеми концентрации на прашина и ПМ честички, отколку во надворешниот воздух. Сообраќајот значително влие на изложеноста на луѓето на загадувачките материи, а фекалиите од канализацијските мрежи се најголемите загадувачи на реките Вардар и Брегалница. Овие заклучоци се добиени по мерењето на квалитетот на воздухот, водата и почвата во Скопскиот и Штипскиот регион, кои ги направи Факултетот за природно-технички науки и лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а во рамките, како што реков, на кампањата за подобра животна средина не игнорирај, реагирај. Факултетот за природно-технички науки се појаснува дека концентрациите на прашина и ПМ10 частичките се екстремно повисоки во занималните, во градинките, училниците и спортските сали отколку во надворешниот воздух. Присуството на ПМ10 частичките 3 до 5 пати ги надминува дозволените дневни вредности. Сега, чисто за ваша информација, што ние, како колеги, со колегата Никола Мицински, со партениците од целата партеничка група, го користам, бидејќи најдов тука еден текст од него, а тоа е дека сме побарале, бидејќи загадувањето во државата е многу реално, евидентно е. Не се реши. Имавме проблеми. Ние кога бевме на власт, ветивте дека утре кога ќе дојдеме ќе го решиме, нема, ќе имаме чист воздух, ќе се решат сите проблеми, не е така. Значи, во тој дел ние предвидовме и рековме дека, и замоливме, јас сум благодарен тука заменик министер за финанси, тогаш ни прифатија неколку амандмани и тоа се работи. Значи, уште сме алармирале и прифатено. И вели вака. Прочистувачи за воздух за студентите при Универзитетот Гоце Делчев, прифатено. Прочистувачи за студентите на Универзитетот Климет Охридски во Битола, прифатено. Прочистувачи за студентите при Универзитетот Свети Кирил Методи Скопје, прифатено. Прочистувачи за студентите при Универзитетот во Тетово, и тоа е прифатено. За сите средни училишта во Република Македонија. За сите основни училишта во Република Македонија. И за градинките во Република Македонија. Ние тогаш реагиравме, рековме, ако не може повеќе, меѓутоа, мене ме загрижува. Ме загрижува не дека се тие деца и дека ова испитување во Штип, поготово тамо каде што идам јас, каде што ќе треба мојата внука да оди во градинка и сега се плашам дали да ја пуштам или не. Таму има дечиња. Ние мораме тоа да го надминеме. Знам дека има многу приоритети. Меѓутоа, ако не ги надминеме овие проблеми, а ние тоа го побаравме, едноставно барам од вас кој може да ми одговори,
дали и докаде е проектот за тие прочистувачи. Доколку имаме научно истражување, потврдено научно од професори на Универзитетот Гоце Делчев, и сметам дека треба брзо да се преземат мерки, веројатно се работи за многу средства. Еве, тие се амандмани донесени, прифатени, влезени во буџетот. Прашањето е кога планирате да се тие прочистувачи постават и дали има некое друго решение на кој начин би се решило ово загадување кое е евидентно во градинките, во Штип и во Скопје. Благодарам. Ви благодарам. Пратеникот постави 3 пратенички прашања, одговор на